أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до судниот ден. Навистина, браќа, една од најважните нешта за кои човекот треба да се грижи во овој свет е истрајноста во покорноста кон возвишениот Аллах Азза ва Џел, цврстото придржување до неговиот прав пат, до суннетот на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и да не отстапува он нив ниту лево ниту десно. Возвишениот Аллах Азза ва Џел вели: Иннал лазина қалу раббуна Аллаху thumma istaqamu фала хауфун алейхим ва ла хум јахзанун. Навистина оние кои велат наш Господар е Аллах, а потоа остануваат истрајни на тоа. Не зборуваат само наш Господар е Аллах, туку се истрајни на ова Аллахова вера, истрајни се на она на што е задоволен возвишениот Аллах Азза ва Џел. Па резултатот за нив нема да има никаков страв после нивна смрт и тие нема за ништо да такуваат за она што го оставиле од ова дуња. Во друго место вели возвишениот Аллах Азза ва Џел: Иннал лазина қалу раббуна Аллаху thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Навистина на оние кои велат наш Господар е Аллах, а потоа остануваат истрајни, повторно остануваат истрајни. Им се спуштаат мелеките во нивната смрт, па им велат не плашете се и не тагувајте, туку радувајте се на дженнетот кој ви е ветен. Во веродостоен хадис се пренесува дека еден човек го прашал на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем или му рекол: кажи ми за исламот нешто за кое нема да треба да прашувам никого после тебе. Па му рекол алейхи салату ва салам: Кул аменту биллахи thumma istaqim. Кажи верувам во Аллах, а потоа биди истраен на тоа. Истрајноста о Аллахови робови значи цврсто придржување до Аллаховото упатство, постојаност до неговата вера, извршување на неговите наредби и оддалечување од она што тој возвишениот го забранил. Истрајноста значи чување на Аллаховите наредби преку нивно извршување и чување од неговите забрани преку нивно избегнување и оставање. Истрајноста е човекот да биде свртен кон ахирет, надевајќи се на наградата на возвишениот Аллах Азза ва Џел и плашејќи се од казната негова. Да знае дека пред него се дженнетот и джехеннемот, пресметката и казната, па да остане истрен во покорноста кон возвишениот Аллах Азза ва Џел се додека не го сретне Аллах, а тој да биде задоволен од него, а не налутен и разгневен на него. Истрајноста е возвишена цел и голема потреба, а за неа исто така е неопходна борба против самиот себе си и борба против своите страсти. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: стреми се кон она што ти користи и барај помош од возвишениот Аллах Азза ва Џел. Истрајноста се темели на две основи, без кои таа не може да се оствари: истрајноста на срцето и истрајноста на јазикот. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: иманот на човекот нема да биде исправен се додека неговото срце нема да биде исправно.
а неговото срце нема да биде исправно се додека неговиот јазик нема да биде исправен. Што се однесува до исправноста и истрајноста на срцето, тоа се постигнува со негово исполнување со иман во возвишениот Аллах Азза ва Джел, страф од Него, надеж во Него, убаво подпирање врз Него, доверба и љубов кон Него, како и со љубов кон делата и зборовите што тој сакат субхана ва таала. И втората работа е истрајноста на јазикот. Тоа значи човекот да го чува својот јазик од се што го лути на возвишениот Аллах Азза ва Джел и да го употребува во она што е корисно и добро и во исправен говор. А кога јазикот ќе биде исправен и останатите делови на телото ќе го следат, бидејќи на вистина неговото влијание врз нив е огромно. И затоа Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: кога ќе осамне наутро синот Адемов, сите делови на телото го проколнува на јазикот и му велат: плаши се од Аллах во однос на нас, зашто ние сме поврзани со тебе. Ако ти бидеш исправен, и ние ќе бидеме исправни, а ако ти скршнеш од правиот пат, и ние ќе скршнеме од правиот пат. Но сето ова, о Аллахови робови, јако покажува вредноста и важноста на исправноста и истрајноста на срцето и на јазикот. Но што ќе ни помогне на нас за да истраеме на овој пат? Постојат повеќе работи, а ќе ги спомнеме 5 основни и накратко. Првата работа која ќе ни помогне во истрајноста на Аллаховиот пат е довата, која дова е клуч за секое добро, среќа и успех на овој и на идниот свет. Затоа често моли го на Аллах Азза ва Джел да те уцврсти во неговата исправна вера и да те упати на правиот пат. Токму е ова и една од честите дови што ја учел Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, кога велел: ја муқаллибел кулуб фаббит қалби ала диник, о ти кој ги превртува срцата, зацврсти го моето срце во твојата вера. Втора работа е грижата за корисното шеријатско знаење. Знаењето на вистина е светлина и упатство за човекот, а истрајноста не може да се постигне без корисно знаење преку кое се препознава правиот пат на Аллах Азза ва Джел. Затоа оној што нема знаење не може правилно да го разликува доброто од лошото, ниту корисното од штетното, затоа што тоа се спознава само со право и исламско шеријатско знаење. Трето, внимателно избирање на друштвото и на пријателите. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: човекот е на верата на својот близок пријател, па нека внимава со кого се дружи. Четврто, човекот постојано да се подсетува дека еден ден ќе застане пред Аллах Азза ва Джел и дека тој ќе го пресмета за она што го сторил во овој живот. Па кој правел добро ќе биде награден и кој правел зло ќе биде казнет. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Па кој ќе направи добро, колку тежината на една трошка ќе го види, а кој ќе направи зло, колку тежината на една трошка ќе го види. И наимала ситница на добро и зло, човекот ќе го види на судниот ден. И петто е борбата со сопствената душа, борбата против своите страсти и нејзиното принудување да се држи до патот на истрајноста на Аллаховиот пат. Затоа, браќа, душата често се спротивставува на овој Аллахов пат. Страстите се многобројни околу неа, а на вистина желбите се различни. Затоа потребни се цврстина, потребни се решителност и барање помош од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Па овие се 5 најбитни работи кои помагаат во истрајноста на правиот пат. Честата дова кон Аллах Азза ва Джеле за упатство, стекнување корисно знаење, избирање добро друштво и добри пријатели, постојано сечавање на ахиретот, на пресметката и стоењето пред Аллах Азза ва Джел и борбата со сопствената душа. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем вели: оваа вера е лесна. Оваа вера е лесна, затоа стремете се кон исправноста, приближувајте се кон неа
i radovajte se, pa zato braća, trudete se da postignete potpolnata istrajnost, a ako ne možete, togaž barem bidite što poblisko do neja i čuvajte se od skršnuvanja, od pravi otpad. Barak Allahu li wa lakum fil Qur'ani al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة. اللهم إنهم يقتلون ليلا ونهارا. اللهم إنهم يظلمون ليلا ونهارا. اللهم لا رب لهم سواك، اللهم لا ناصر لهم سواك. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا يا عزيز يا حكيم. اللهم عليك بأعدائهم اليهود، اللهم عليك بهم جميعا. اللهم عليك بمن ناصرهم من الطواغيت والكفار أجمعين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم وعليك بجنودهم. اللهم عليك بطائراتهم وسفنهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.